Добро вечер, вие сте со 24 анализа, јас сум Менчата на Суаточи. Говориме за една многу осетлива тема, проблематика за која што ретко се зборува гласно. Тоа се болничките инфекции и како македонското здравство се справува со нив. Гости во студиото се професор Каќа Поповска, раководител на Институтот за микробиологија и доскоро бевте подпредседател на Комисијата за интерхоспитални инфекции, доктор Марија Танеска, државен санитарен и здравствен инспекторат, и доктор Уриме Демири Шаипи, стоматолог со магистратура токму од областа на интерхоспиталните инфекции. Во текст е подготовка и на докторат. Сега не знам од која област. Добре дојдовте на сите. Често слушаме дека некој отишол во болница со една диагноза, а останал да се лекува многу подолго затоа што се здобил со болничка инфекција, со некоја болничка бактерија. Пред да почнеме со разговорот, сакам да го погледнеме прилогот на колешката Ивана Стојкова. Таа разговараше со една млада жена на која што треба да ја биде ампутирана ногата заради тоа што била заразена со бактеријата МРСА. Тоа се случило на една од скопските клиники. Нема да го откриеме нејзиниот идентитет заради можни последици или реперкусии по лекувањето. Да го погледнеме прилогот на колешката Стојкова. Обидот за лекување на една од скопските клиники за една млада жена завршил трагично. Наскоро ќе биде ампутирана едната нога, откако во болницата била заразена со опасната бактерија МРСА. Бактерија која се добива во болниците поради нехигиенските услови. По престојот на клиниката, наместо подобрување, сега состојбата дополнително и се комплицира. Видов чаршав целиот со искрварен, ужасен, како да имав пречувство дека ќе ја стекнам бактеријата, зашто и самата преврска беше направена со најнехигиенски услови, да не речем други сакавици, ужас, на таква отворена рана се бега како од шума, зашто толку е инфекцијата може да се прошири така натаму, а вие им пристапувате како најнешто нормално и после тоа брисот покажа дека имам таа бактерија која е денес уште се мачам. Лековите, преврските и терапиите кои сега мора да ги прима поради инфекцијата која ја добила си ги плаќа од свој джеб. Државата не покрива ништо и не само што не покрива финансиски, туку нема ниту соодветен третман за овие пациенти, раскажува нашата соговорничка. По сите трауми преживеани на скопските клиники сега и преостанува ампутација на ногата. Но дури и да се ампутира тој предел, сепак постои шанса инфекцијата да се прошири. Инфекцијата што ја добив таму ме чини живот. Само тоа ќе ви кажам. Сугестијата е да одиме со цела нога, но различни мислења имам, заради годините, наводно, се уште сум млад според лекарите и имам сила уште 10 години да ја издржам ногата, па ќе се потрудат само со стопалото, но токму инфекцијата, токму таа бактерија што ја стекнав, ме загрозува да избавам цела нога. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, минатата година регистрирани биле 90 пациенти со интрахоспитални инфекции. Бројката според надлежните е намалена во споредба со претходните години. Сепак велат се работи на спроведување на нова стратегија за подобрување на состојбите во здравствените установи и намалување на интрахоспиталните инфекции. Да, тоа беше прилогот на колешката. 95 случаи регистрирани. Според изјавата на доктор Жарко Караджовски, не знам зашто се скрати изјавата на докторот, тоа се регистрирани, пријавени случаи, колку има нерегистрирани, можно ли е да не се пријавуваат? Дали ги пријавуваат сите? Прашањето ако е адресирано до мене, секако дека не се пријавуваат сите, затоа што прво немаме увид ние низ целата територија нели на државата, колку оди диагностиката на конкретно, ако мислите на МРСА инфекцијата, не е само таа причина. На интерхоспитални инфекции за 2017 95 случаи се случи некоја грешка, не ја слушнавме изјавата на докторот, но можно ли е да има нерегистрирани? Секако. Вие најдобро го знаете тоа. Пред се само да се доискажам, мислам дека ние немаме се уште комплетиран и ефикасен систем на пријавување и на регистрација, како и на диагностика на
кои што по некакви клинички параметри се суспектни дека е предизвикала интрахоспиталната инфекција, меѓутоа не се потврдени. И еве апелирам дека сакам да го појасниме терминот на интрахоспитална инфекција. Што се тоа интрахоспитални или како што ние ги објаснуваме новинарите болнички бактерии, дали се тоа бактерии кои што се добиваат во болниците и ние сите треба да внимаваме и да се пазиме колку се опасни. Малку да го објасниме тоа. Јас сакала да објаснам како универзитетски професор, може би имаме нели недостаток многу да говориме, но чувствувам потреба да го појаснам ова, баш заради тоа да се разбијат некои табуи кои што еве низ годиниве ги чувствуваме и ги поминувавме во нашата пракса. Во нашата македонска лингвистика ги искажуваме како болнички инфекции или на англиски интрахоспитални инфекции или на грчки нозокомијални, пошто нозокомија е болница. Меѓутоа, оваа таксономија на оваа проблематика веќе е напуштена и во поновата литература ги сретнуваме како healthcare associated infections, односно инфекции кои што се поврзуваат со здравствена нега или здравствена грижа на пациентот. Тоа априори укажува на самото тоа дека овие инфекции не се случуваат само во болниците. Те се случуваат на сите нивои на здравствена нега, од примарна, секундарна до терциерна. Терциерна нега се некаде хоспиталните, стационарните установи. Може би се тргна, да речам и во науката, некаде после 80-тите години, до 80-тите години не постоја пишани текстови за оваа проблематика. Некаде од 85-6 година вие можете да најдете литература пишана за интрахоспитални инфекции, многу повеќе истражувања, што не значи дека не биле свесни лекарите во минатото, да го споменам само Семелвајс, да, он е меѓу првите, кој што ја забележал врската, инаку тој е акушер, тој ја забележал врската помеѓу лошата хигиена на раце со пуерперална сепса кај родилките и зголемена смртност кај новороденчиња. Бил пољак или чек? Тој е маđар кој што е прогонет од својата земја токму заради тоа што зборува за нешто што е табу тема, за да потоа во Виена успе да дојде до... Дали заради тоа некако сите избегнуваат да говорат на оваа тема? Значи, тука немаме доктори, клиничари, немаме медицински сестри, на кого и да се обрати, сите некако темата ја одбегнуваат. Зошто? Темата ја одбегнуваат, пак ќе кажам, заради табу, заради лошо поставен систем и третман на овој проблем. Дали било кој од вас се запрашал дали во амбулантите има интрахоспитални инфекции, дали во поликлиника, дали во приватна гинеколошка, дали во приватна стоматолошка и државна стоматолошка ординација може да добиете интрахоспитална инфекција. Затоа, накратко сакам да кажам дека овие инфекции може да се добијат на сите нивои на здравствена нега, но може би се најзначени во болничкиот систем, пред се во единиците за интензивно лекување, заради тоа што пациентите, самата структура на пациентот е најприемчива да добие интрахоспитална инфекција и да смртноста од овие инфекции таму е највисока. Не во Македонија и во светски рамки смртноста од овие инфекции во болниците за интензивно лекување се движи над 50, па дури до 70% во зависност од бактеријата која ги предизвикува. Значи, оди се лекува од едно, а значи, може да почине од сосем друго. Па да речеме тоа би било вака, доаѓа пациент кој што има прсната анеуризма или има некој, ете така да речеме, иктус, кој што ќе се санира хирушки, меѓутоа после тоа во периодот на рикавери, на опоравување, тој се среќава во болничкиот екосистем, значи мораме тој термин на болнички екосистем да го назначиме, се среќава со микроорганизми кои што се многу вирулентни и кои што се многу резистентни на антимикробна терапија, и тоа има причина зошто е така. Тоа ќе го објасниме подобре. Доктор Таневска, неодамна на една од скопските клиники, нема да нагласиме која, се идентификувани дури 4 болнички интрахоспитални, ајде да ги наречеме бактерии, кои
се надевам го знаете, тоа знаете која клиника, имаше ли инфицирани пациенти, заразени. Слушаме дека една од причините за смртноста на новороденчињата и на гинекологија се тие интерхоспитални, значи во целиот тој склоп на околности, таму нема добра вентилација, нели беа ставани по 2 бебиња во еден инкубатор. Често слушаме дека извор на зараза во операционите сали се токму климите. Што е сушност, што се случува, каде се тие извори, вие претпоставувам знаете, ги идентификувате? Изворите на интрахоспиталните причинители за интрахоспитални инфекции ги детектираат епидемиолозите, односно со епидемиолошки увид од страна на Комисијата за интрахоспитални инфекции во соработка со центрите за јавно здравје кои што ја нудат стручно-методолошката помош. Јас би се надоврзала на она што го говореше професорката во однос на нели местото каде што се може да се најдат и нивоите, така да точно е дека се работи и за ординација, и за болничка здравствена заштита, да, и за посетители, и од тие причини постојат и 3 нивои на ризични оддели со висок, среден и низок ризик, кои што се всушност и вметнати во правилникот за критериуми за спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции, по кои што ние и го вршиме надзорот над спроведување на мерките за спречување на истите. И воедно тука станува збор во тој правилник и за пациенти со висок ризик, тоа се пред се, значи пациенти со имунокомпрометирачки заболувања, односно со нели ослабен имунитет, така недоносени бебиња, предвреме родени, што туку родени, со оние кои што се со трансплантирани органи и така натаму. Во однос на оно што ме прашавте конкретно за нели појавата и дали некој многу брзо така, да. Значи се работеше за точно пациенти кои што има онака како што нели се изразуваат здравствените работници коморбидитет, односно придружни заболувања, при што нивниот имун систем е далеко ослабен и од тие причини долготрајно примање на антибиотска терапија, која што доведува, сигурно тоа и професорката го работела на тоа поле доста за антимикробната резистенција, која што доведува до понатаму да се населат соеви, нели, кои што се резистентни, отпорни на антибиотик и да се развие сој кој што не може, нели, да се лекува, а се пренесува со манипулацијата доколку е нехигиенска од страна на, нели, здравствениот персонал. Меѓутоа, морам да истакнам дека јавните здравствени установи особено се партнери во борбата за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции, како што беше и овој случај, со државниот санитарен и здравствен инспекторат и со Центарот за јавно здравје, и дека значи активно проблемот да не се прошири тоа што се појави, да не се, нели, пренесе инфекцијата на останатите пациенти. Се затвараат ли оделенија или операциони сали заради вакви ситуации? Во однос на оперативните, нели, блокови, се прави мониторинг, микробиолошки мониторинг, кој што е задолжителен и со закон и со правилникот за спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции, задолжителен квартален, меѓутоа во вакви ризични оддели, како што се хируршките оперативни блокови, дури и почесто еднаш месечно се работи тоа, при што се зема материјал од работни површини и воздух. По она што е како препорака стручно-методолошка од страна на центрите за јавно здравје, дека воздухот во оперативниот блок треба да биде стерилен, значи секоја загадување. Дали се често проблем тие клими, вентилацијата? Причината, дали е тоа климата, вентилацијата, не е наведена во извештај на Центар за јавно здравје, кога вршил таков епидемиолошки увид. Присуството на
такви условно патогени или патогени микроорганизми кои што би можеле, нели, да доведат понатаму до евентуална појава на интрахоспитална инфекција, да бара посебни мерки на засилена хигиенизација, дезинфекција, времено затварање на салата додека не се добијат негативни наоки. Така. Дали во стоматологијата имаме нешто вакво? Сите одиме на стоматолог, отвараме уста, мислиме дека стерилизирани се, нели, особено во јавното здравство, иако гледаме малку постари инструменти и така натаму. Има ли појава на интерхоспитални инфекции таму? Па како што знаеме, устната празнина е идеално место за развивање на патогени микроорганизми, почнувајќи од многу вирални како што се хепатит Б, вирусот, хепатит С, вирусот, ХИВ, како и сите вирални инфекции на кои се изложени сите лица и кои, например, детските болести, за кои постои вакцина. Меѓутоа, постојат исто и бактеријални инфекции, стрептококот, стафилококот и други инфекции. Сите овие, значи, можат да предизвикуваат интрахоспитални инфекции во стоматолошките здравствени организации. Исто така, работата на стоматологот е многу специфична. Се работи со многу специфични остри инструменти на кои здравствените работници се изложени на повреди. Се работи во многу мала просторија, значи како што е устната празнина, така да овие повреди се многу често и има опасни се и за пациентот и за стоматологот. Да, дефинитивно тоа сакав да нагласам дека интрахоспитална инфекција подразбира сега во новата терминологија, можда не знам како порано било, меѓутоа тоа што јас го истражував, Hospital Associated Infections, тоа подразбира изложеност на иста изложеност за пациентот и за здравствениот работник. И сите мерки што се преземат за контрола на интрахоспитални инфекции се во насока на протекција и на пациентот и на здравствениот работник. Некој податок додека го работевте тоа истражување, каква е ситуацијата, да кажеме, на стоматолошките клиники? Па јас не без причина, значи, го направив ова истражување во склоп на мојот магистерски труд што го правев на медицински факултет во програма за јавно здравје. Јас живеев неколку години, 7 години, да кажам, во Соединетите Американски држави. Ќе ни кажете и каква е таму праксата, како се борат, но има ли какво искуството со стоматолошки факултет? Па, да, дефинитивно, мислам, тоа беше причината што почнав да истражувам, дека нивото на знања, ставови и пракса на стоматолозите во сите здравствени установи се под ниво на тоа што има видено, например, во Соединетите Американски држави. И Како е задолжено, не знам, медицинска сестра, техничар или не знам кој да се грижи за тоа? Би требало да има, значи би требало да има во секоја здравствена установа, без разлика дали е стоматологија или секаде, би требало да има обучен персонал кој води грижа не само за стерилизација на инструменти, но и за како да ги менаџира повредите во случај на да дава профилакса, значи во после повредите и да води грижа за обука на кадарот и за сите процедури кои се ги опфаќа програмата за интрахоспитални инфекции. Сега ќе ја повикам изјавата на доктор Жарко Караџовски од Институтот за јавно здравје, што пред малку ја испуштивме, па ќе коментираме понатаму. Сме имале околу 90 пријави кои што покажале дека има позитивен резултат. Не мора да значи дека секоја резултат е равно инфекција, меѓутоа изолат на причинител на заразно заболување потенцијален. Колку се овие инфекции опасни за животот и за здравствената состојба на пациентот? Значи, овие во она што литературата го познава и литературата го кажува, а во суштина ние сме сведоци на тоа, тие може да го компрометираат дијагностичкиот процес, може да влијаат врз крајниот исход на заболувањето, може да влијаат на продолжен тек на хоспитализација, може да влијаат врз поголемата употреба на антибиотици. Во некој случај тие може да спречат закрепнување на пациентот во
нормално време кога тоа треба да се направи, да го зголемат трошокот финансиски за лекување, некој пациент наместо 7 дена или 10 дена да мора да остане 15-20 дена на клиника. Оние оделенија кои што ние сме ги добили преку увиди кои што се направени во државата, имаме карил, имаме интензивна нега на интерна медицина, имаме хирургија, имаме гастроентерохепатологија, имаме гинекологија, имаме детски болести, имаме невропсихијатрија, имаме очно, имаме ОРЛ, значи еве ви кажував опекотини, тоа се 10 на 12 критични места каде што се случуваат овие, меѓутоа повторувам, секаде каде што може да се направи инвазивно истражување, а со употреба или неупотреба на одредени каутели за антисепса и асепса, може да доведе до појава на инфекција. Со други зборови, некогаш зборувавме дали може да се добие интрахоспитална инфекција ако некој употреби веќе употребена игла. Значи, апсолутно таква работа е забранета строго и сите се едуцирани што значи употребена игла. На тој начин, значи, се добива вирусни хепатити, ХИВ и така натака. Понатака, она што стално велиме, таму каде што има поставен катетер повеќе од 7 дена, веројатноста е поголема за да се добие интрахоспитална инфекција со некој патоген причинител. Ете, тоа се тие мерки кои што мораме да ги промениме. Значи, поголемо залежување, поголеми трошоци за болниците, поголем пат до излекување на пациентот. Оди се лекува од нешто друго, а заболува од друго. Сакала еден коментар, може да биде една корекција на себе ова, да не одиме во погрешна насока на сваќање на работите. Пријавата на изолатите не мора да значи дека тоа е интрахоспитална инфекција, затоа што е многу тесна границата да се диференцира дали е колонизација или инфекција. Вие ќе изолирате бактеријата на дадено место, меѓутоа ако немате маркер дека имате имунолошки одговор кон присуството на бактеријата, тоа не е инфекција, тоа е само колонизација. Тоа е предстадиум. Многу стручно објаснете го. Тоа е предстадиум на инфекција, дано многу битно. Многу битно затоа што многу доктори стартуваат со антибиотска терапија кога имаме колонизација, што априори не смее да се случува. Тоа од тука се генерира многу позабрзана антимикробна резистенција што се јавува после како бумеранг во терапијата кога ќе се јави инфекцијата и ние сме веќе со врзани раце во лекување на инфекциите. Што значи пристапот кон диагностиката дали имаме интрахоспитална инфекција или не е многу комплексен и многу сериозен и многу е палиативно да кажеме дека да, ова е инфекција заради тоа што имаме изолат на дадена бактерија. Тоа што вие спомнуваме и во неврзани разговори, она што по медиуми слушаме, многу опасна бактерија. Јас би замолила да медиумите, било кој од новинарите, не се врзуваат со терминот многу опасна, заради тоа што од секоја многу опасна има поопасна. Конкретно во интрахоспиталните инфекции, бидејќи се најчести во единици за интензивно лекување со највисока смртност е псевдомонас ерuginosa. И ако мене ме прашате, јас сметам дека е таа најопасна и најмалку би сакала со нејза да се сретнам во животот. Тоа би значило од 10 кревети во една шок соба, ако имате 10 пациенти, 7 од нив ќе ви умрат од бронхопнеумонија ако закачиле псевдомонас ерuginosa. 3 ќе преживеат. МРСА, да, е значаен и добина значење заради високата контагиозност. Не толку заради високата смртност, колку заради високата контагиозност, брзо се хоризонтално се шири од пациент на пациент и вие добивате болничка епидемија и всушност тоа е она на која ние сакаме да работиме, да болничките епидемии ги доведеме во помали рамки, да тие не се случуваат често и ако се зафатени пациенти, да е помал број на зафатени пациенти. Инаку болничките инфекции ние нема да ги искорениме, ниту било која држава во светот ги искоренила. Каде сме ние, земја во транзиција во однос на другите европски земји. Не верувам дека има статистика, еве. Да, кажете дали ако има податок, статистика има, да. Имаме ние значи вака, на смртни случаи се следи. Морам да кажам тоа што веќе сум 32 години професор, дека ние имаме докторати кои што произлегуваат од добра пракса и обратно имаме докторати кои даваат резултати кои би требале да се применат во праксата. Меѓутоа докторатите, научно-истражувачките трудови кои што не се излезени од пракса, се емпириски, не така често се применуваат во праксата. Немаме механизам да резултатите од колешката у Риме допрат до стоматолошка клиника, до стоматолозите
Во смисло на тоа кои инструменти како треба да бидат стерилизирани, ние тоа немаме механизам да го наметнеме. Значи, ако нешто недостасува е да, од научно-истражувачките трудови, тоа е прво место од каде што ќе црпеме информации, значи се работи во државава, но тоа се сепак фокални работи, не поврзани во систем, како тие резултати да се преточат во праксата, тоа е едно, и како ние сите единки кои што работиме на ова поле, што би рекла дека сме сите ние како една матична клетка, како една градежна клетка од еден организам, како да се поврзаме во една функционална организација. Сметам дека тоа недостасува. Говориме со години за ова, барем ние говориме новинарите со вас во комуникација, многу ретко се зборуваше до сега гледам малку поотворено. Како да се создаде тој систем? Таа комисија за интерхоспитални инфекции постои со години при Министерството за здравство. Не знам дали нешто правеше, направено ли е изминатиот период, но ситуацијава не е баш како што треба по болниците, по вака, дека не се зборува, не се соложувам, да, затоа што се зборува сега. Со години, да, низ медиумите се зборува. Да. Се зборува низ медиумите, зборуваме и ние, држиме едукации секако. Значи, навистина Сдруженијето за контрола на интрахоспитални инфекции веќе постои 14-та година и има 2 до 3 состанока годишно каде што се прави едукација. Иако нешто недостасува во земјата е организација едукација. Сепак морам да го изнесам ова, дека ние како доктори во рамките на медицински факултет не добиваме едукација за превенција на интрахоспитални. Значи, кога говориме за инфекциите, еден е проблемот на нивно диагностицирање, сосема друг е проблемот на нивна превенција. Тоа се две многу различни работи и кога говорите за превенција, апсолутно многу е погрешно што сите тоа го врзуваат со болничка хигиена. Болничката хигиена е само еден мал сегмент од превенцијата. И доколку еве колешката истакна што они прават, да земаат воздух и земаат брисеви од нежива средина и тоа е се во ред, тоа е контрола во ред, во рамките на институцијата. Тоа е се во ред ако контролирате болничка хигиена, која што е една појдовна ги врзуваат работите со нехигиена по болниците, значи, дали е тоа вистинската причина? Нехигиената во болниците е едно нешто и се согласувам дека во болниците треба да тежнеме кон врвна хигиена. Меѓутоа не е... Што е најважно? Најважна хигиена на раце. А колку брисеви од раце од персонал имаме? Многу малку. Тоа е едно. Второ, едукација не само на доктори, не само на посетители, на самите пациенти, на семејството на пациентите. Во студијата на Розендал, во која што сме учествувале, значи ние сме пополнувале прашалници во која мера се едуцира семејството, зашто често пати, дури во западните земји, каде што имате, пајде да кажеме, доволно персонал по однос на пациент, затоа што има стандард. На колку пациенти, колку медицински сестри треба да има. Да речеме, на една интензивна нега треба да има максимум една сестра на 20 пациенти. Ама на психијатрија една сестра на 6 пациенти. Кај нас не можам да говорам. Факт е дека немаме сестри. Факт е дека немаме ни доктори. Центрите за јавно здравје, микробиолошките лаборатории се сведени на само по еден микробиолог. Значи, нас не недостасува медицински кадар, низ годиниве наназад не имаше вработување или имаше многу малку. Значи, имаме недостаток на медицински кадар. И сега што се случува? Имате мањак на медицински кадар, имате во дадени периоди пренатрупеност на болниците со пациенти, особено скопските болници, каде што популацијата генерално е многу зголемена. 70% одмак и луѓето што живеат надвор од Скопје пак доаѓаат во Скопје. Значи, ви имате огромен прилив на пациенти во овие скопски болници, со многу мал број на персонал, имате нешто што го викаат американците overcrowded. Како тука една медицинска сестра да ги задоволи сите потреби кои што се бараат од неза? Замислете период на месец јуни, јули, август, кога сестрите одат на годишен одмор и кога тој проблем добива уште поголеми размери. Значи, тоа е еден проблем кој што мора да се апсолвира. Сум имала прилики во приватна болница, еве нема идентитети да кажуваме да работам еден период како консултант, но морам да кажам дека и таму во периодот кога главниот е одсетен,
се случува недостаток на правилен избор на средства за хигиена и за дезинфекција и се јавува епидемија со мрса. Таа не е обелоденета никаде затоа што е приватна болница, ова е во минатото. И не би сакала да само јавно здравствените установи бидат толку на удар на медиумите заради ете токму тоа. Влегувате ли? Да, значи Државниот санитарен здравствен инспекторат согласно плановите за работа има подеднакво планирање на надзорите и во јавните здравствени установи и во приватните здравствени установи, било да се болнички, било да се работи за поликлиники и ординации. Тоа ви е во план, но дали влегувате во пракса? Мислам, има Да, тој план се реализира. Се реализира. Јас би сакала да се надоврзам на професорката во однос на тоа за хигиената на раце. Значи, многу често ние како инспектори на терен укажуваме на препорачуваме на земање на материјал од раце, ја рекувам жива средина, нели, не само од работни површини, во однос на, нели, превенција на интрахоспитални инфекции. Тоа е работа која што треба да ја работат комисиите за интрахоспитални инфекции, значи ги даваат препораките и стручно и стручно методолошката помош од страна на центрите за јавно здравје. Последните години морам да кажам дека врз основа на нашите зачестени надзори, кои што беа прво еднаш месечно во едната иста здравствена установа, па сега се квартални, значи подразбираат голем дел од нашиот инспекцијски надзор посветен на ова проблематика. Значи, точно е и врз работата, значи надзор врз работата на Комисијата за интерхоспитални инфекции. Почнувајќи од тоа да биде согласно правилник во потполн состав. Почнувајќи од тоа да таа комисија работи редовно, значи барем еднаш месечно, не само кога нешто ќе се случи. Во болниците зборувам за комисии во болниците за спречување на интрахоспитални инфекции, кои што во својот состав имаат по еден надворешен член кој што е епидемиолог, микробиолог или инфектолог. Но јас себе слушам дека во пракса често тие луѓе што се занимаваат со токму со тоа наидуваат на отпори кај своите колегини или не ги поддржуваат или што е тоа, зошто наидуваат на отпори? Точно дека наидуваат на отпор. Дека контролираат хигиена, не знам. Затоа што претежно, значи, тие се занимаваат со една работа која што се смета за малку споредна работа, освен главната дејност на таа здравствена установа. Во таа комисија треба да бидат ангажирани и двајца доктори од самата здравствена установа, сестра која што е назначена за их и главна сестра и тој надворешен член кој што треба да дават стручно методолошка помош кога нешто ќе се појави, инаку и во редовните нивни состаноци за превенција. Тука влегуваат обуките на вработените, значи на средномедицински кадар, на доктори, на хигиеничари. Исто така бараме да видиме дали некој ги посетува едукациите кои што ги врши асоциацијата, на членовите на комисијата или други вработени медицински сестри или доктори. И морам да истакнам дека вообичаено медицинските сестри се тие кои што повеќе одат на едукации за разлика од докторите, Сум го слушнала тоа. Спомнавте дека бевте на престој во САД, работевте таму, се едуциравте. Каква е ситуацијата таму? Како се борат? Сигурно интерхоспитални инфекции има и таму, но како се борат со нив? Да, сигурно. Постои ли систем добро организиран или... Да. Во САД, например, овие мерки постојат од 1960 година, меѓутоа не биле применети масовно, да кажам, во сите установи. Меѓутоа, во 1980 година во Флорида еден стоматолог зарази со ХИВ 7 негови пациенти. Не беше иницијална каписла да почне да се истражува. Дефинитивно тоа беше време кога ХИВ си зеде епидемски размери и кога здравствените работници почнаа да се грижат за себе си, меѓутоа и пациентите, односно нивото свеста кај пациентите пораста. Така да CDC, која е Центар за дизиз контрол во Соединетите Американски држави, произлезе со стандардни мерки на предпазливост
кои мора да се користат во сите здравствени установи, стоматолошки, зборувам за стоматологија. Значи и во Соединетите Американски држави 90% од сите услуги стоматолошки се вршат во приватни здравствени установи. Тоа е случај кај нас, да кажам, пошто 90% од се приватизирани, да, се приватизирани, така да многу е тешко да се мониторира контрола на интрахоспитални инфекции во амбулантски услови. Така да во САД во тоа време од таа причина и тоа беше прв случај пренесување на ХИВ од медицинско лице воопшто во медицината, значи од стоматолог на пациент. И од таму значи има една многу организирана структура за контрола на интрахоспитални инфекции. Не значи дека немаат интрахоспитални, дека немаат трансмисија на посебно хепатит Б вирусот е многу опасен, да, се пренесува многу, например, ако еден стоматолог се изложува на убоди со крв, процентот на можноста за да добие е 30%, значи многу голема стапка на ризик постои за пренесување. Значи сите овие мерки се применуваат таму, мерки што почнува со миење на рацете, после носење на ракавици, стерилизацијата на инструментите, треба ли да се стерилизираат или како, што се прави? Стерилизацијата на инструментите, правилната стерилизација, се прави стерилизација, меѓутоа неправилна, да кажам, во споредба тука во Македонија и во САД. Во САД, например, секоја здравствена приватна ординација има автоклав. Тука кај нас, барем според моето истражување кога го направив, некаде 50% од моето истражување, само да разјаснам, јас направив споредба на знаења, ставови и пракса на стоматолози во приватни ординации во град Скопје и во Универзитетскиот стоматолошки клинички центар во Скопје. И разликата во примена кога сме во кај стерилизација е отприлика иста. Од 50% од установите користат автоклав, што е многу важен за стерилизација на полукритични инструменти. Значи да навлезе малце така, меѓутоа во стоматологија инструментите се делат во критични, полукритични и некритични, значи. Критични се тие инструменти што доаѓаат директно во контакт со крв при работа, например, знаете тие игли, борери што ги викаме, кои мора да се стерилизираат. Полукритични се тие инструменти што влегуваат во устната празнина, меѓутоа се поврзани со столот, нели тоа со системот за вода, што може да се одвојат, меѓутоа и тие мора да се стерилизираат. Тоа се турбините, например, сонични, ултрасонични инструменти, што мора да се стерилизираат во автоклав. Зошто автоклав? Пошто има уште еден начин на стерилизација, што е сува стерилизација, што прилично се користи кај нас, меѓутоа сувата стерилизација ги оштетува овие турбини. И затоа ова е причина што кај нас турбините не се стерилизираат. Значи, само се бришат или се дезинфицираат. Пошто повеќето здравствени установи немаат автоклав. Значи, автоклавот е тоа е стерилизација. Тоа многу скапо? Не знам, без разлика не верувам. Има сега автоклави, например. Не, скапо, кај да секојаш се поврзува со прашањето. Има пари или нема пари? Сега се сетив дека касна стерилизацијата со автоклав отколку меѓутоа, например, во држави како што се во транзиција, како нас, Индија, например, Русија и тие, имаат најдено начин да произведуваат поевтини автоклави, меѓутоа сепак го вршат, ги имаат. Значи има насок, се преземаат мерки дури во Индија, во Русија скоро се прават истражувања во стоматолошките здравствени установи за да ги применуваат сите овие мерки кои се многу важно за заштита на пациентите во исто време на стоматолошкиот персонал. Сега зошто не е важно, не е само дека пациентот ќе се разболи. Таа зараза ќе го носи во семејството. Овие се вирални инфекции многу опасни. Од семејството ќе се шири во околината. Значи, не само што се хумани последици, поврзани со хумани, со човекови, нели, сите секогаш. Меѓутоа и во финансиски аспект во државата се голем товар. Тоа е тоа, навистина се голем товар. Повеќе не чинат лекувањата после тоа. Сега се сетив дека и еден ваш колега,
кој што ми беше гостин во една од емисиите, исто така се зарази со неколку бактерии, со 2-3 бактерии. Така. Значи не ва одминува ниту вас. Токму така. И не само тој колега, имаме уште една колешка професорка која и почина, доби инсулт кардиоваскуларен, меѓутоа смртта настапи заради инфекција со токсичен сој на Clostridium difficile. И сега на овој состанок на 30 март што ќе го одржи Сдруженијето, ќе дискутираме, ние веќе дискутираме за Clostridium difficile и правевме еден проект со помош на алкалоид, употреба на пробиотик кај пациенти во кома центар, дали би превенирало населување со тие токсични лози на Clostridium difficile кои инаку се расева и во нежива средина, а сега ќе дискутираме како да го бараме во нежива средина и како да правиме ерадикација, бидејќи е тешко да се ерадицира. Затоа велам кога ќе кажете за мрса многу опасна бактерија, избегнете го терминот, затоа што постојат многу поопасни, навистина многу поопасни бактерии. Да, имаме ние неколку, за жал, колеги, професори, доктори кои што почина од интрахоспитални инфекции и за жал може би е тоа начинот на кој што дури нашите колеги, јас пак ќе кажам, системот во кој ние се школувавме не содржаше никаква материја за едукација од областа на интрахоспиталните инфекции. Ние на институтот, на институтот за микробиологија и во практикумот за студентите и во учебникот веќе имаме ставено методска единица за хигиена на раце за интрахоспитални инфекции, но се разбира тоа се многу базични информации, потоа имаат во клиничка микробиологија исто така уште една методска единица, сепак слушаат и добиваат некои базични инфекции дека тоа нешто постои и дека треба да постои превенција за тоа. И сакам да искористам оваа прилика да кажам дека ние во општеството имаме инфраструктура да развиеме добар систем за контрола на интрахоспитални инфекции, меѓутоа таа инфраструктура не е поврзана во еден ефикасен систем. Не можете да очекувате дека било која комисија ќе ги реши проблемите. Комисиите што постојат во болниците, тие се матичната клетка или основната градежна единица на тој систем, од кој што потоа кои ќе се поврзат со микробиолошката лабораторија, со епидемиолошките истражувања. Зошто биле соговорник, сте ми биле соговорник и многу порано? Па, ако... Зошто не успеваме ние во тој систем? Зошто не успеваме... Што сме поразлични од другиот свет? Зошто не успеваме? Заради тоа што она што јас веќе созрев на ова поле, и што сваќам дека најрационално и најбрзо може да го реши проблемот е да се создаде едуциран кадар. Кај нас се уште по болниците ќе сретнете главна сестра која ја обавува задачата на сестра за интрахоспитални инфекции, ако целата светска литература вели дека главната сестра не смее да биде сестра која се занимава со интрахоспитални инфекции. Сестрата која се занимава со интрахоспитални инфекции е посебно профилирана, школувана сестра за тоа, со мултидисциплинарни знаења, која што целото свое работно време го троши само за тоа. Бидејќи главната сестра има и други задачи, она нема време да се занимава со ова цело време, а оваа сестра ќе треба цело време да биде дежурно околу болницата, да ги лоцира пропустите во процесот на работа, на правилното работење, за да ги лоцира, да ги мониторира, да ги запишува и заедно со докторот, кој што го викаат на Запад Infectious Control Practitioner, значи тоа е еден профил на доктор кој што има мултидисциплинарни знаења од микробиологија, од епидемиологија, од клиника, од статистика, од кост-бенефит анализи и така натаму. Таков профил на доктор кај нас или треба да ги создаваме? Кај нас не. Не. Кај нас не. Јас се обидувам низ годиниве да разговарам на повеќе нивои за да тоа се создаде. Правевме обиди во некои структури на министерства. Се разбира дека тоа бара едукативна програма која што ќе се акредитира, која што ќе се воведува на академско ниво за докторите како специјалност, за медицинските сестри. Ние имаме висока школа, значи треба да направиме профилирана сестра, меѓутоа успеавме на клинички центар барем во систематизацијата во 2006 година да вметнеме профил на сестра за интрахоспитални инфекции
кои што постојат во светот. 59 година создадени во Велика Британија, они имаат свое здружение. Значи ни треба таква сестра. За жал немаме таква, но пак за среќа од постоечките медицински сестри се делегираат поедини сестри кои што се тераат да се научат. Они се приучуваат и е најстрашното што ни немаат континуитет во едукацијата, затоа што во одредена гарнитура раководна е една сестра. Ќе се смени раководната гарнитура, ќе дојде друга сестра, ако оваа почнала со некакво сознание, дошла до едно ниво, добивате нова сестра која почнува од почеток. И тука веќе имаме прекина на знаењата кои што можеме да ги дадеме ние барем за да може да тој систем функционира подобро, а тоа е точно што колешката кажа, дека докторите се помалку заинтересирани, бидејќи во светот има infectious control доктор кој што треба 30% од работното време да троши на ова, другото за матичната дејност. Но од еден хирург вие барате да он 70% биде хирург, а 30% ова. Навистина во ова наше организирано општество и време и како функционираат нештото, тоа е стварно премногу ангажман да го барате од еден доктор. Значи ни треба профил. Кога ќе добиеме такви профили, чија матична дејност ќе биде таа, тие самите ќе ви ги генерира статистичките податоци кои вие ги барате. Како што јас можам да ви кажам во микробиологија колку посто имаме од кои бактерии, затоа што јас тоа го работам базично секој ден, не можам да ви кажам колку се интрахоспитални, колку се колонизатори, колку се предизвикувачи на инфекција. Тоа ќе го кажат кадрите кои што ќе ги создадеме, се надевам во некој идно време. Значи, тие негативни ефекти од тие партиски смени што се случуваат на раководните структури. Сакам околу казните, значи кога вие казнувате, кога некој ќе пријави, дали може би ако казнувате тоа делува нестимулирачки, односно да не пријавуваат, да се плашат да пријавуваат. Како делува казната? Како настапувате кога ќе добиете пријава за некоја болница? Превенцијата на интрахоспитални инфекции е регулирана со Законот за заштита на населението од заразните болести. И таму има еден член кој што одговорноста за превземање на мерки за спречување на интрахоспитални инфекции, формирање на комисија болничка за справување со интрахоспитални инфекции и донесување на програма за работа на таа комисија која што вклучува повеќе области за превенција и на директорот на здравствената установа. Пријавувањето на интрахоспитална инфекција не е казниво по закон. Дури напротив, ние ги стимулираме и инициираме сите здравствени установи при нашите надзори, кога ќе побараме да видиме што е изолирано и така натаму, да ги пријавуваат, да им создаваат база материјал на центрите за јавно здравје, бидејќи пријавувањето согласно истиот закон се отвива на еден образец пропишан со правилник до центрите за јавно здравје. И таму, бидејќи има склоп на епидемиолошка служба, микробиолошка и така натаму, да тоа се изанализира и точно да може да се утврди дали интрахоспитална или не. Предвидува казни? Не, за пријавување не предвидува казни. Предвидува казна за установата и за одговорното лице, за директорот, доколку не формира комисија, доколку таа комисија нема програма за работа и доколку не ги спроведе точно мерките кои што се предвидени со програмата на комисијата и плюс мерките кои што ние би ги наложиле во една воредна ситуација на појава на интрахоспитална инфекција. Сте случило ли да казните некој раководител ако не спроведува? Казнет ли е некој да се... Вообичаено веднаш, бидејќи правилникот е од 2008 година, комисиите почна, да кажам, после 3-4 години така малце поактивно да работат. Е вистински раритет да пријави комисија. Зошто? Значи, зборувам за скопските клиники, каде што и... Вие сте тука, да. Да, тука и вршам надзорот. Дека многу почесто се случува сега пријавувањето, ја имаме комуникацијата мимо она процедура на пријавување здравствена установа Центар за јавно здравје, имаме меѓусебната комуникација со нас од ДСЗ и во истиот момент кога ќе се посомневаат, не известуваат и нас.
и што да направиме за да спречиме да не се случува понатаму проширување или нели да дојде до казнување. Значи, веќе се сваќа од страна на сестрите кои што се профилираат како сестри за интерхоспитални, негде за жал е точно тоа дека главните сестри се уште го работат тоа. Значи бараат стручни совети да што да правиме, значи ќе пријавиме, се ќе биде по закон, само да не се прошири и да нема после тоа консеквенции ниту за пациентите, нели да не се прошири инфекцијата, ниту пак за самата здравствена установа. Мислам дека веќе сме отидени чекор погоре на надминување на тој страф од пријавување на интерхоспитални инфекции, што и беше целта и на нашите надзори, зашто пред се ние сме превентивци, советодавни, покрај тоа што сме инспектори, меѓутоа советодавни, да го подигнеме нивото на квалитетна здравствена заштита во здравствените установи. Моментот, тој економскиот момент. Дополнила само тука да се појасни ова. Ние со колешката сме се среќавале низ години наназад како комисии. Од некаде од минатото пред многу години, да, постоја такви ситуации кога ако се пријавува интрахоспитална инфекција, тоа влечеше негативни поени за раководителот за директорот на болницата, можеше да биде и разрешен и казнуван и така натаму, и тоа создаваше таков негативен став на персоналот кон пријава кон ДСЗИ. Улогата на ДСЗИ, на сите нас, е да им помогнеме на болниците да подобро работат, да они пријават, да ние им дадеме правилен совет и напатствие што да коригираат, каде да коригираат, да го лоцираме проблемот и да им помогнеме како да го решат. Но ако после повеќе кратни совети не го почитуваат, тогаш секако би требало казна да следува. Околу оној економскиот ефект, нели, болниците, постојано говориме се во долгови, набавуваат поевтини средства за дезинфекција и така натаму. Дали сето тоа има влијание? Дали имаат соодветни средства за дезинфекција, затоа што верувам дека вие ги знаете добро кои се тие. Значи дека не само што немаат соодветни, туку се случува и во минатото да воопшто немаат. Значи имаме една истражена епидемија, документирана епидемија, случај кейс репорт на педиатрија кога работевме, тоа е 2002-2005 година, со 11% смртност на новороденчиња докажани од интрахоспитална инфекција. 2002 до 2005 тука некаде тој период, кога всушност клиниката се справуваше со недостаток на антимикробен сапун за миење на раце на персоналот заради тендерски набавки. Кога недостасуваше антибиотик соодветен кој што единствен беше, да речеме, ефикасен кон изолираниот микроорганизам, они мораа да пременат кон користење на друг антибиотик кој го имаа на располагање. Значи не е секогаш кривицата во здравствениот персонал. Значи не е секогаш кривицата во тоа. Уште еден момент сакам да го поентирам од прилогот, ова е така комплексно прашање, хигиеничарите. Хигиеничарите во здравствените институции мора да бидат вработени и едуцирани лица. Не може да бидат лица како сега што се ангажираат преку сервиси. Тоа не може, тоа апсолутно е нешто со кое јас не се согласувам да вие преку сервис донесете било која индивидуа која што е научена да чисти како што чисти по домовите. Тоа навистина не е иста ситуација. Чисти со обична варикина. Друго е прашање на средствата. Значи набавката на средствата е врзана со тендери и како тоа оди, ние еве сега баш во нашите институции се справувам со тоа дека даден ме консултира дали тој дезинфициенс. Има точно напатствие кој дезинфициенс треба да се користи за лабораториски намени, кои за каква намена, и ние тоа мораме да го почитуваме како генеричко име. Нашите болници се стари, по 50 на години се стари, креветите се стари, душеците. Дали имам читано и слушано дека во свет се рушат и цели зидови, дури и цели болници, кај нас веројатно тоа е невозможно. Има ли влијание сето тоа на појавата на да виреат, да живеат некаде тие интерхоспитални бактерии? Значи со болничкиот екосистем доста долго се занимавам и ми е многу интересно поле како бактериите прават заеднички соживот и како се пратат една со друга. И они навистина бараат соодветно место каде ќе се населат. Ние имаме и дома.
бактериски екосистем. Значи секаде околу нас има бактерии, дури овде студиото. Така, кога би можеле ние да гледаме, да. Отпорни нели на болничкиот екосистем е составен буквално од исти бактерии кои што ги среќаваме и дома, кои што тој псевдомонас е нешто што ние го јадеме со салатите, со марула, со патлиџани и така натаму, меѓутоа тоа се така наречени диви лози на таа бактерија, која што кај нас како имунокомпетентни домаќини, како здрави домаќини, внесена преку дигестивен тракт, ништо не предизвикува. Но истата таа бактерија, така западниот свет ја споредува јагне кое преминува во волк, која ќе се насели во болничкиот простор заради тоа што се среќава со болни луѓе, патогеноста или способноста да предизвика болест, зависи токму од домаќинот. Домаќинот се имуно компрометирани, имунодефициентни, ослабени пациенти, автоматски се зголемува потенцијалот за патогеност. И со многу помал број на бактерии тие може да предизвикаат заболување. Тоа е едниот момент, и вториот момент е таа антимикробна резистенција. На кој начин се шири таа во болницата? Најпросто кажано, во болниците ние секојдневно користиме многу антибиотици. Бактериите што се среќаваат со тие антимикробни средства, оние што се чувствителни ќе изумрат. Порезистентните мутанти ќе преживеат и остануваат тие понатаму да се размножуваат. И тие ќе го населат болничкиот систем. И тоа е толку многу едноставно. Да, тоа е еден од начините на ширењето на резистенција, кој што е можеби вака за ваков тип на емисија. Има ли влијание тука прекумерната употреба на антибиотици? Секако дека има, заради тоа што има и други начини на пренос на резистенција. Ја сега скоро имав случај од кој што повторно човек ќе се изненадува. Ајде да кажам, една колешка ме консултира од друга колешка дека за бактерија која што е нормална флора на кожата добива препорака од колешка која што е тим во интрахоспиталната инфекција, дека треба да користи еден ригорозен антибиотик кој што е ванкомицин, кој што го чуваме за резерва за тие лекување на инфекции со мрса. А станува збор за бактерија која апсолутно не предизвикува ништо. Значи во болниците знаат да дадат и појаки антибиотици? Апсолутно не. Знам дека е тоа пракса. И апсолутно не потребно. Понекогаш докторите плашејќи се од тоа дека од целиот овој ребаунд ефект што се создава преку медиумите во општеството, овој умрел, овој се заразил, овој не знам доживеал нешто непријатно во болниците, за да се заштитат, го покриваат пациентот во секоја насока и кон грам позитивни, кон грам негативни бактерии, дадовме се, пациентот е заштитен. Не е точно. Напротив, создаваме една многу полоша се прави штета. Ситуација на подолги стази. Пациентите, ние знаеме на посета да отидеме по неколку луѓе, внесуваме, изнесуваме. Постојана е значи борбата, да кажем, од наша страна со здравствените установи да се ограничува посетата. Секогаш се лутат, целите установи велам, не можеме некојаш да се разбереме, мислам имаме и немили ситуации, па како сакам да го видам, нели, нормално. Меѓутоа, може да биде тоа организирано, ограничено, со одредено време трајање, не да влезат наеднаш по 10 луѓе, значи, за се има начин и кој што веќе се спроведува нели во светот, само ние треба да го примениме и да го почитуваме. Ние малку едукација на посетители. Така, значи Западот истото тоа го прави да дозволува членови на семејство да дојдат до својот болен и да го негуваат, значи и таму немаат доволно персонал, меѓутоа прават едукација на членовите на семејството како да се грижи за својот болен на безбеден начин. Таа едукација се прави и сега еве тоа што го спомнавме во универзитетски болници, студентите кои што ни обавуваат дел од практична настава по клиники, доаѓаат во контакт со пациенти, може да разнесат, може сами да се инфицираат, чисто така треба добро да бидат едуцирани како да се однесуваат. И уште повеќе хигиеничарите тука имаат улога. Они може да направат трансмисија. Замислете кога ги изнесуваат тие гуски, тие лопати и сето тоа,
ако они тоа неправилно го прават и така како расеваат микроорганизми во нежива средина. Значи апсолутно Значи се еден систем врзан систем кој што тешко би додала функционира. и средношколците, значи од средните медицински училишта кои што одат на пракса, исто така дека треба да бидат едуцирани за нели мерките за превенција и како да се однесуваат кога одат таму на пракса во здравствените установи, за исто самите да не нели закачат, да кажеме, една условно патогена. Видела како една од ученичките ја крева ракавицата која што и паѓа и наместо да ја фрли, повторно се ја стави на раката. Значи тоа треба да се учи уште во училиштата и надзорот. Како е во стоматологијата, има ли стратегија, при крај сме, за контрола на овие интерхоспитални? Како што спомнав, во стоматологија, значи нема стандардни мерки на предпазливост кои ќе се користат во сите здравствени стоматолошки здравствени установи. Во стоматологија секој пациент се третира како можен извор на инфекција. Секој пациент треба да се третира и за секој пациент да се користат исти мерки на предпазливост, без разлика, пошто ние не го знаеме инфективниот статус на нашиот пациент, а повеќе од овие крвни преносливи болести знаат да имат субклиничка слика. Секој пациент треба да се третира како можен извор на инфекција. Сакам да кажам, не дека не ги знаат, например, еве во стоматолошкиот клинички центар, тука има една ординација каде се лекуваат само пациенти со заразни болести, што не треба да се случи. Не треба да се одвојат овие пациенти што го знаеме нивниот инфективен статус, пошто како што рековме, има и такви да постои за сите и да не се дискриминираат, да се тргаат на страна. Да, пошто не го знаеме инфективниот статус. Повеќето од овие пациенти не знаат дека се инфицирани и да ги прашуваш за историја, не знаат да ти кажат дека имат некоја заразна болест. Така да секој пациент според овие мерки треба да се смета како потенцијален извор на зараза. Да привршиме стратегија немаме, кои се долгорочните, краткорочните мерки на кратко. Завршуваме. Па долгорочно, јас пак ќе кажам, потребно ни е институционализација во ова, значи треба да имаме референтна лабораторија која што ќе ги потврдува изолатите и мислам едукација или лиценцирани луѓе кои учествуваат во тие комисии, барем да бидат лиценцирани со акредитирана програма, обучени, комплетно обучени, а не приучени. Така, јас ви благодарам на сите што бевте гости во 24 анализа. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмите на 24 телевизија. Пријатно.